Оценска мисија од Европската Унија ќе оценува работата на Судскиот совет. Ова уште еднаш потврдува за состојбите во судството, која Европската Унија го оценува како област каде се потребни итни реформи. Присуството на оценската комисија во нашето судство, премиерот Ковачевски го толкува како соработка со Европската Унија. И на крај имаме сега решение во кое што судиите имаат доживотен мандат, се бираат од страна на Судски совет, како независно стручно тело кое што има свој интегритет и така натаму, и оценката за нив ја даваат повторно суди од Судски совет. Значи тоа е едно тело кое што само се бира, само се оценува и самото дава анализа што направило. Јас од првиот ден кога станав премиер, сметав дека такви системи често пати знаат да имаат подруга слика за себе си од тоа што има јавноста, на кое што и служат, и затоа добро е што во рамките на соработката која што имаме со Европската Унија, бидејќи соработка со Европска Унија значи дека добивате и поддршка во многу области во кои што е вклучена секако и областа на владењето на правото. Сега ќе можат да организираат процес на една таква мисија за да ги проверат сите информации во врска со функционирањето на Судскиот совет и потоа да ги споделат и со Европската комисија и нормално да ги споделат и со нашите политички актери кои што немаат субординација врз судството, тоа треба да го знаат сите, и врз основа на тоа да бидат предложени соодветни реформи кои што ќе унапредат работата на правосудните органи во државата. Со оглед дека судството е независно во секоја суверена држава, дали Ковачевски ја поздравува оценската комисија во Македонија? Ако ме прашате конкретно, дали ја поздравувам, ја поддржувам.